Ви се благодарам на почеток за присуството. Денеска сме во посета на Струмица и Струмичко имаме една навистина интензивна агенда. Од утрово стартувавме, во текот на попланевните часови ќе имаме средби со граѓани во централното градско подрачје на Струмица, како и во околните населби. Понатака ќе одиме во Банско, ќе одиме и во Куклич. Вечерта ја завршуваме со една трибина посветена на меѓународната политика заедно со младите луѓе тука во Струмица. Причината зашто се наоѓаме токму во оваа населба Цветан Димов е затоа што сакаме да потенцираме на кој начин за жал градот не се развива, имаме други ветувања во изминатиот период. Многу луѓе ни се пожалија дека инфраструктурно не им се решени проблемите, дека се уште нема донесено детален урбанистички план, нити се соодветно решени инфраструктурните прашања како што е изградба на соодветни улици, канализација, одвод и така натака, и сакаме да апелираме на тоа се реши во следниот период, а ќе се заложи владата на ВМРО ДПМН после 15 јули во соработка со општината тука да овие прашања бидат надминати. Втора тема која што би сакал да ја отворам денес, имајќи предвид дека веќе сме сериозно влезени во вториот дел од кампањата и имаме едно стабилно, убедливо водство во четвртата изборна единица, од некаде 4 до 5% поени разлика, и сум убеден дека е известна победата на 15 јули. Би сакал да презентирам дел од работите кои што ќе направиме во следниот период, а не се спомнати. За мене најзначајниот, најбитниот проект кој што ќе го одбележи 4-годишниот мандат 2020-2024 година е целосна дигитализација на македонското општество, кој што треба да овозможи неколку работи. Прво, силен удар на корупцијата, затоа што преку 500 услуги кои што во моментов се добиваат од разни државни институции и зависат од човечки фактор, ќе бидат целосно дигитализирани за да се трне човечкиот фактор од истите и да нема дискреционо одлучување на било кого. Второ, поврзано со дигитализацијата е комплетна дигитализација на основното и средното образование со цел младите, новите генерации да фатат чекор со најмодерните светски држави и да може да бидат конкурентни на европскиот и на светскиот пазар. Третата работа поврзана со дигитализацијата е во делот на владење на правото, каде што има јасни стандарди и процедури со цел да забрат овие пракси во кои што одредени процеси се влечат со години, одредени судии забораваат да свикаат рочиште, одредени поротници одат во пензија и така натака, значи стриктни, јасни процедури. И четвртата работа секојдневното живење на луѓето, односно олеснување на целокупната постапка и начин на функционирање. Ова е најголемиот проект кој што планираме да го спроведеме во следните 4 години и кој што ќе овозможи на луѓето полесен живот, на бројни млади луѓе да најдат работа тука во Македонија, особено оние кои што се занимаваат со IT, со информатички науки, имаат образование во тој дел. Ќе стимулираме и помагаме до едукација и до обука за сите млади луѓе кои што ќе сакаат да се пренасочат во овој сектор. Обуките ќе бидат бесплатни, односно ќе ги плаќа државата, се со цел да имаме што поконкурентен број на млади луѓе кои што може да се занимаваат со оваа работа. И втората работа, исклучително значајна, е поврзана со екологијата. За жал, Струмица е еден од најзагадените градови во Македонија. Тоа е така од неколку причини. Прво, начинот на грејење, на огрев, и второ, начинот на загревање на оранжериите тука во Струмичко. За жал се користи огромна дрвна маса, а дрвата се најголем производител на PM5 и PM10 честички. Планираме да спроведеме масивни проекти во екологијата, конкретно тука во Струмица и Струмичко, овозможување на топла вода, односно топла вода да стигне до секоја нива и до секоја оранжерија каде што за таа работа има можност. Понатака, секоја година 20 милиони евра, за 4 години 80 милиони евра во делот на наводнување, каде што ќе се возобноват постојни каналски мрежи, ќе се изградат нови каналски мрежи и ќе се градат акумулации. Таа вода ќе може дел да се користи за наводнување, но дел исто така ќе може да се користи и за загревање во комбинација со сончевата енергија. Третата работа е целосна гасификација, вклучително и најбитно и на Струмичкото поле, за да се одбегне повторно, кажувам, грејењето со дрво, и сето ова заедно треба да не донесе во една ситуација за 4 години Струмица да е далеку почиста и помалку загадена од ова што е сега. Ова се двете крупни работи за кои што сакав да позборуваме и за кои што ќе зборуваме и тука со струмичани, доколку имате прашања, поелете. Фала ви.